Во продолжение на програмата на Канал 8 следуваат вестите. Загадувањето на водата во реките во Кочанско не престанува. Ново испуштање на отпадни материи пред пладнето е регистрирано во Оризарска река. Тоа предизвика и помор на рибите. Рибите и останатиот жив свет во Оризарска река се умртвени по испуштањето отпадни материи во незиното корито. Скромното количество вода во реката, чиј капацитет се користи за наводнување на оризовите полиња, придонел за висока концентрација на отровни материи што го предизвикале поморот. Загадувањето први го забележале жители на селото Грдовци, во чија непосредна близина поминува реката. Помор има на риби цела река, Оризарска река. Треба да се преземат некои мерки, да се биде виновник. Не може ова вака да биде. Штетно ја мислам со оваа вода не може да се сејат оризовите полиња. Гледам риби од ова умрена, помали има, мрјат, рипот по водата. Бела е, па од оваа вода и оризите нема да никнат. За сега непознато е што го предизвикало загадувањето на Оризарска река, но случајот е пријавен кај надлежните инспекцијски служби. За само 10 дена, ова е трето испуштање штетни материи во речните корита во Кочанскиот регион. Претходно, загадувања беа пријавени и на Осојница и на Кочанска река, а последиците од тоа можат да бидат и посериозни, со оглед што во овој период водата се користи за наводнување на оризовите површини. Две комисии за проценка на штетите од ниските температури се формирани во рамки на подрачната единица за земјоделство во Кочани. Земјоделците ќе можат да поднесат барања до 10 идниот месец. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство преку своите подрачни единици започна да ги прима пријавите за штети кај посевите, овошките и лозовите насади, а што ги предизвикаа неодамнешните ниски температури. Во подрачната единица во Кочани веќе се формирани две комисии од нашата и од соседната општина Чешиново-Облешево, чија задача ќе биде да излезат на терен за да ги утврдат состојбите. Сепак, претходно земјоделските производители треба да поднесат пријава за штетата што ја претрпеле, за да се евидентира за какви култури станува збор и на колкови површини биле засеани. Сега моментално се поднасат барања од страна на земјоделците кои имат оштетени овошни насади и лозови насади. Постапката ќе трае до 10.5.2017. Ги повикувам сите земјоделци, ги користам оваа прилика да дојдат во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани, подрачна единица Кочани, да понесат со себе имотен лист, лична карта, фотокопија од лична карта и фотокопија од трансакционна сметка. Постапката, поднесувањето на барањето крае кратко, а потоа комисијата излава на терен и ја направи записник во однос на состојбата на терен како ќе се примени. Комисиите ја започнаа својата работа во средата и според присуството на земјоделците во просториите на подрачната единица во Кочани може да се забележи солиден интерес за пријавување на штетите. Според правичните сознанија добиени од поднесените пријави, ниските температури најмногу оштетувања предизвикале кај овошните и лозовите насади, посебно на територијата на општина Чешиново-Облешево. Земјоделците се пожалија дека во атарите на соколарци и жиганци лозјата целосно измрзнале, па годинава нема да има никаков род, надевајќи се дека барем кореновиот систем преживеал и оти за година-две насадите повторно ќе бидат обновени. Поради намалувањето на површините што беа планирани да се посеат со ориз, земјоделците се приморани да се преориентираат на други култури. Препорака на агрономите е доколку одлучат за пченка или компир, тоа да биде од соодветна сорта, што може да даде добар принос во однос на регионот и периодот на сеидба. Пченката и компирот најверојатно ќе бидат главните алтернативни земјоделски култури што ќе бидат засејани пролетва на нивите што претходно беа планирани за ориз, кои поради лошата хидролошка состојба отпаднаа од годишниот план за наводнување. Земјоделците кои се уште се во дилема што да засеат, треба да се решат што поскоро, велат агрономите, затоа што ќе треба да се запази оптималниот рок, со што ќе се обезбедат подобри услови за вегетација на растенијата, а со тоа и подобри приноси. При тоа неопходно е да се води сметка и за хибридите што ќе ги користат во сеидбата, односно да се одберат сорти што ќе имаат пократок рок на вегетација и ќе одговараат на површините што ќе се засеат. Наша препорака онаму каде што ќе нема услови за наводнување, да бидат посејани пченки со хибриди со пократок рок на вегетација, затоа што во тој период, додека има уште некоја влага, тие ќе ги поминат фазите на развој
и ќе покасните суши кои што се јавуваат, нели, нема воопшто да остават трага врз нивниот раст и развој. Пченки кои што се со пократки вегетации, тоа се ФАО, група ФАО 400, ФАО 300 и евентуално ФАО 500, додека пченките од хибридите од групата на ФАО 600 и 700 се со малку подолга вегетација, бараат наводнување и нели орamo каде што има услови за наводнување, меѓутоа имат и повисоки приноси, па така самите производители ќе бираат кои сорти, кои хибриди би ги засејали. Според Стојановски, доколку на површините што ќе бидат засејани со пченка нема никакво наводнување во периодот на вегетација, потребно е да се фрли стандардната количина од по 5000 зрна на декар. Додека ако површините добијат одредено наводнување, тогаш количината треба да се зголеми, односно да се планираат 7 до 7500 зрна на декар. Од досегашното искуство, кога имало преориентирање од ориз на други земјоделски култури, земјоделците во Кочанско покрај пченката се одлучуваа и за градинарски култури, главно пипер и кромит. Сепак, поради лошата финансиска состојба од непродадениот ориз од последната реколта, како и поради неисплатените субвенции, голем дел од земјоделските производители размислуваат да ги остават нивите непосејани. Сдруженијето на бизнис жени од Македонија започнува проект за самовработување на самохраните мајки. Финансиската поддршка е обезбедена преку ИПА програмата на Европската Унија, а од македонска страна се планира да се вклучат работодавачите и Министерството за труд и социјална политика. Проблемот со невработеноста кај самохраните мајки е една од најболните теми за која досега многу малку се зборувало или пак се работело за нејзино решавање. Со тоа, овие граѓани немаат услови ниту за достоинствен живот, а најчесто неоправдано се дискриминирани во потрагата по работен ангажман, поради што Сдруженијето на бизнис жени од Македонија започнува проектна програма за помош при наоѓање работа, и тоа преку самовработување. При тоа, освен директно засегнатата страна, во проектот ќе бидат вклучени и работодавачите, кои треба да дадат податоци за кадарот што им е потребен. Во разговори во соработка со институциите дознавме дека е проблематична ситуацијава, затоа решивме да ја работиме оваа проблематика. Јас можам како Сдружение на бизнис жени да ви кажам дека воопшто бројот на жени во бизнисот се околу 30%. Така да може ако земеме апроксимативно бројот на самохрани мајки во тие 30% би бил некаде околу 2 до 3% максимум од целиот број на компании кои што ги има во Република Македонија. Значи тоа е нешто што треба да се работи, тоест мора да се развива свест за таа проблематика. Целта на проектот е да се работи на развивање на свеста кај компаниите, односно кај работодавачите, за вработување на самохрани мајки, при што Сдруженијето на бизнис жени подоцна ќе работи и на промоција на компаниите кои ќе прифатат да се вклучат во проектот и да вработат вакви лица. Во проектната програма ќе се вклучи и Институтот за менаџмент поддршка, чија задача е да им помогне во напредувањето и развивањето на микро, малите и средните предпријатија. Програмата има 5 различни компоненти и тоа значи жените кои што ќе се вклучат во оваа програма прво ќе поминат низ еден едукативен процес. Тоа е всушност серија на обуки кои се однесуваат на менаџмент, на комуникација, преговарање, развој на бизнис стратегија и така натаму, што завршува со обука или за самовработување или за започнување на сопствен бизнис. Откако ќе поминат низ една таква едукативна програма, ќе им понудиме вокациона програма, односно технички вештини кои што се барани или потребни во предпријатија во регионот, односно на локално ниво. Поради потешкотиите што со вработувањето, самохраните мајки би ги имале околу грижата за нивните деца, со проектот се предвидува да се обезбедат услови и стручни лица за чување на децата во текот на сите активности, додека траат обуките, за да можат мајките непречено да ги посетуваат. Исто така, во соработка со Министерството за труд и социјална политика, предвидено е да се обезбедат средства, односно државни субвенции, преку програмите за започнување сопствен бизнис. Делегации од општините Кочани, Пробишти и Пичешиново Облешево ја посетија местноста Свиланово кај селото Рајчани, каде пред 112 години загина председателот на Крушевската република Никола Карев. По повод годишнината од неговата смрт му беше оддадена почит со полагање свежо цвеќе на споменобележјето. Во местноста Свиланово, во близина на селото Рајчани, беше одбележена 112 годишнината од смртта на македонскиот револуционер и учител,
председател на Крушевската република Никола Карев. Граѓани од Кочани, Чешиново Облешево, Пробишти и Пикрушево, како и од семејството Каревци, му оддадоа почит на големиот идеолог на македонската револуционерна организација. Тој загинал на 27 април 1905 година, откако претходно пренокил во селото Рајчани, враќајќи се од Бугарија. Свежо цвеќе на споменикот на Карев положија и представници на Историскиот музеј од Крушево, потоа градоначалниците на Крушево, Кочани и Чешиново Облешево, како и на Пробишти и Македонска Каменица и повеќе здруженија на граѓани. Во одбележувањето на 112 годишнината од смртта на Карев учествуваа и членовите на секцијата Географски видик од Основното училиште Никола Карев од Кочани. Тие пеш ја поминаа релацијата од селото Пантелеј до местноста Свиланово. Следува информација поврзана со спортот. Фудбалскиот клуб Осогово им нуди на заинтересираните фирми да се рекламираат на градскиот стадион. Тоа е еден од начините да се дојде до потребните финансиски средства за покривање на трошоците за надпреварување во повисок ранг. Управата на фудбалскиот клуб Осогово упати писмена понуда за реклама до фирмите од нашата општина и од поширокиот регион, кои се заинтересирани да постават рекламен материјал на трибините на стадионот во Кочани. Во понудата стои дека за изработка на рекламите ќе се погрижи клубот, а единствена обврска на компанијата која сака да се рекламира е да го достави своето лого или надпис според кој е препознатлива. При тоа дополнително ќе се договараат цените за рекламирањето, што би биле прифатливи, односно би им одговарале на сите заинтересирани. Истекнувањето реклами на стадионот Никола Мантов и досега беше вообичаена практика, а од фудбалскиот клуб Осогово на тоа гледаат како една од можностите да се соберат дополнителни финансиски средства за покривање на трошоците за довршување на овогодишното првенство и подготовки за наредното. Со оглед што веќе известно е оти клубот од наредната сезона ќе се надпреварува во реформираната втора фудбалска лига Исток, ќе се зголемат и трошоците што треба да се подмируваат. Со рекламирањето, фирмите од општината и пошироко ќе покажат и општествена одговорност во помагањето на спортот, а заинтересираните за истекнување реклама на стадионот можат да го контактираат председателот на клубот Бранко Богатинов. Тоа беа содржините од вестите на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно.